од 2002 година, отколку ДУИ оперира како политичка партија, никогаш не успел да го надминува темата за меѓуетничките тензии, односно дека на тоа дека македонците цело време ги мразат албанците, дека сега прават политика, денешната средба дека е направена од тоа пред 3 години, дека тие олигарците се договориле, па денеска има лидерска средба, дека се договориле денеска против албанците, а тоа нема врска, 3 теми се различни, 3 теми се многу важни за сите граѓани на државата, правосудниот систем, здравството, енергетиката. Значи, тие се 3 теми кои буквално ниту една тема не се разговаралеше дека треба нешто да биде против албанците. Но секогаш ДУИ нема некоја друга идеологија, некоја друга тема. Замислете 20 години, 22 години било од власт, само го спроведале уставот на државата, ништо не направиле, само закони донеселе и со тоа и што вработиле во јавната администрација партиските војници, да не кажем тие клиентелистите. Еве пример, мора да докажувам тоа дека тоа изјавата на Арбен Таравари беше многу позитивна, јас ја ценам. Еден дел од тоа. Односно позитивно ја ценам од тоа што добро придонесувал кон членовите на ДУИ, односно на тие клиентелистите. Значи дека во кој дел, само да бидеме попрецизни? Јас ќе ви објаснам. После изборите тие почнаа да ги лажат нивните представници, односно клиентелисти ДУИ, в смисла на политичките лидери и другите лажговци што ги има во партијата. И манипуланти кои цело време кажуваат дека ќе влеземе во влада во септември, ќе влеземе за нова година. И тоа кога го чува албанскиот јазик да не им бега од уставниот суд, кога го стаја бегалецот во црната листа, тогаш јас мислам дека почна да се освестат и самите клиентелисти дека веќе тука нема надеж дека ќе бидат дел од власта. И почна тие да се изолират дома. Цело време, пример, си седат дома. Од кога Арбен Таравари излезе, јас мислам дека придонесел добро на здравстве кај нив, за да можат да се социализира, да излегуваат од дома, за да можат психички да делува позитивно, бидејќи почна да се изолират, бидејќи тие мислат дека е крај. Тоа што остана во опозиција, тие мислат дека е крај, пошто тоа е поврзано целиот живот. Замисли 22 години да бидеш во власт. Значи се запосли таткото, се запосли синот, па се запосли внукот. 3 генерации се запосли во државна администрација. Тие никако не можат да се освестат да живеат надвор од власта. Така што тоа што дека ќе биде дел од власт, односно дека тој ќе излезе на избори, овие го одма почна дека еве сега ќе излезе со ДУИ да биде, да? Се извинувам. Да. Одма почна да се подмлат кафулињата и тие селските кафани за да можат да се договарат еве од утре ќе биде дел од власта. Значи тие живеат со надеж дека еден ден од власта. Тие истите политичката партија ДУИ не може на нив да им вети нешто што е заедничко за сите граѓани, освен да им ветува нешто што е конкретно само за клиентелистите. Добро, но сега прашањето ми е Трановски. Имаше еден момент кога пред некои месеци поднесувавте јавно, нели, од градската говорница вашата оставка како заменик градоначалник. Добро. Вашата главна поента беше дека не прифаќате повеќе да бидете на оваа функција, односно, сега ве парафразирам, бидејќи градот го раководи ДУИ и Сарај конкретно го споменав. Екипа од Сарај. Екипа од Сарај. Да, тогаш кога ја работев таа тема, ве контактирав и од прилика ги кажавте и јавно ги кажавте вашите позиции, но еве сега повторно ве прашувам, дали ДУИ толку моќна или таа екипа од Сарај што ја нарекувате, за да го води градот Скопје како што велите, бидејќи ова се прилично сериозни обвинувања, апропо се ово претходно и Фаризи што го зборуваш? Не знам дали се толку мокни или некој има возможил да бидат мокни, исто и во другите институции. Така да, кои се конкретните докази, ми беше прашањето? Добро, ама еве сам, можеби не е место да го спомнам, но јас на пример веднаш утре дента одржав еден прес каде што неколку телевизиски куќи дојда, јас таму малце подетално образложив како стојат работите, но не знам дали за жал или за среќа, поголемиот дел од интервјуто, од моето излагање, односно пресот не беше пренесено само дали сум го земал решението за оставка, дали ми е било доставено. Не исе. Можеби, затоа ви кажувам, можеби некој има возможил на нив да бидат мокни или ми го дал тоа право.
се сложувам со господинот се што кажа во однос на ДУИ и на нивната партизација на институции. Една од најголемите причини за мојата оставка беше текму тоа, затоа што во тоа време, ако се сеќавате, во комунална хигиена, раководеше екипа од ДУИ кои што сите се пишале трета смена и градоначалничката тогаш искачаше на пресови и кажуваше дека 7 години живее во Германија, а пишан на плата во комунална хигиена. Имавме и такви случаи. Третата смена како смена во јавните предпријатија, знаете дека според закон се плаќа дополнително, имаш поголеми примања и они буквално сите беа пишани таа нека 35%. Да. Ете така. Професионално ти кажеш. Ете така. И поголемиот дел од таа екипа си беа сите пишани трета смена, никој не се појавил трета смена. Ај што не иделе на работа трета смена никако, затоа и беше проблематично. И тогашната директорка, например, на комунална хигиена, за мене воодушевувачки ден денес да влезеш во таква храбра пресметка со такви луѓе, со такви групи кои што буквално, значи, јавното предпријатие го има земено како свое заложништво. Тие и целата механизација си ја користеа за сопствени потреби. Например, имаше таму некои си багери, копачи што беа однесени во Тетово да работат по некои си што нема никаква врска со комуналното јавно предпријатие, ми разбирате. Сега трагедијата е што после тоа, например, истите тие луѓе кои што тогаш, например, влеговме во пресметка, сега од тие луѓе се назначуваат директори на јавни предпријатија. Јаздат се по 6 месеци луѓево не можат ни да седнат столчево да го научат кај им е точно, ама не знам зашто се влезе во таков процес. Затоа и го напуштив. Мислам, разберете ме, од менаџерски аспект и од менеджмент 6 месеци се премногу малку за да зауздате било каква институција. Еве актуелнава влада е повеќе од 8 месеци, гледате дека некои работи колку и да сакате не можете да ги ставите на пример под контрола или да почнете да влезете во процеси кои што би дале некоја друга насока од постоечката, од претходната. Сега ќе ми дозволите да се вратам само малку назад, бидејќи двајцата сте запознаени со тематиката околу инспекцијските служби, она што го констатиравте дека е потребно нели да се промени и таа вработеност во јавната администрација и кои се кадри воопшто можат да работат. Околу се она што се наметна како прашање по ужасната трагедија, безбедноста, фаризи на угостителските објекти. Еве сега ги споменавме државниот пазарен инспекторат. Вие како трудов инспектор не сте директно нели како надлежно засегнати, меѓутоа знаете како функционираат. Дали воопшто институциите не само на локално, туку и на државно ниво ќе имаат доволно кадар, потенцијал и ресурси за да ги спроведат сите овие инспекции и од аспект на тоа каде граѓаните излегуваат да го испијат своето кафе или пијачка, да кажеме, од угостителски објекти, дискотеки, кабареа, се до гледаме прашањето и за безбедноста во зградите, стамбените објекти исто така дискутабилно, низа неправилности. Односно, еве, последна бројка имаше за општина Карпош, конкретно градоначалникот, од 800 згради, само една е со исправни потребни технички услови за, не дај Боже, во случај на пожар или некоја елементарна непогода. Овие се многу инспекции сега, не можеме да кажеме за да, се обидов да ги спомнам од аспект на се што е потребно да кажам нешто друго. Дали први ме прашавте дали има професионалци? Да, кај нас има професионалци, луѓе кои вистина може да се справуваат со инспекцијските служби. Но кај нас од почетокот тоа што го кажа Преска, дека најголемиот проблем е законите се проблеми кај нас. Легислатура, бидејќи закон, сега пример, еве хипотетички, пошто граѓаните не знаат. Еве многу поедноставно. И политичката волја. Да, не само закони. Ние законите, по закон ти не можеш да излезеш како инспектор, пример. Гледаш дека има непријавен работник, ти не можеш да влегуваш. По закон, тебе по службена положба имаш, ти се независен инспектор, ти можеш да влегуваш во објекти. Но со закон, според закон за инспекцијски надзор, тебе те ограничува, пошто ти имаш план, го носиш планот, имаш представка. Сега треба некој да го буквално да го кодошува, да поднесе представка, па ти да биде представката кај тебе, па ти го земеш, па да одиш на лице место, па да го фатиш дека е непријавен. Јас ти кажам случај за непријавен, да не кажам за други, пошто инспекцијските служби го вршат надзорот и го пишуваат фактичката состојба што е во моментот. Точно. Добро. Тој не може да го смени тоа. Затоа јас кажувам Преска дека кај нас да има квалитетни луѓе. Но знаете што? Инспекцијските служби се такви, позицијата, односно функцијата е многу чувствителна,
Први и втори, не може ти да го директно да те седне таму и ти да почнеш да правиш записни, да донесуваш инспекцијски мерки, ако ти немаш претходно некој искуство. Затоа секаде во светот, значи инспекцијските служби се наблюдуваат, и сегаш примат нов кадар кој ќе го обуча постариот кадар кој има поголемо искуство. Ние што правевме во последните 6-7 години, ние не правевме вработување како се пензионира тие, значи ги примат после 3-4 години од денес сите млади кои до душа и сите не се способни за таа работа, односно да не кажам дека не им е местото таму како инспектор, не кажам сега генерал, има и добри инспектори во градот. И второто што е најпрво, кај нас знаеш што се прави. Пример, министерот што е во информатичко општество таму, во минатото, сега не знам како што се реорганизира, сега не знам дали има вработување во овој период. Систематизацијата ја менјат пример за еден ден 2-3 пати. И го прават така како што му е дошол тој со партиска книжка. И сега ти ако ја прави систематизацијата непрофесионални луѓе да ти дојдат, тогаш ти нормално дека ќе имаш непрофесионална инспекција. Така што јас мислам дека особено во инспекцијските служби треба да се прават големи реформи, да се сменат сите можни систематизации и за секоја инспекција да може да се вработува според квалификацијата што го има, односно со обемот тоа што може да го сега јас правник, пример сум, да ме носат некаде во некоја инспекција УЈП, што немам врска јас со тоа. Затоа треба факултетот адекватен да биде за таа работна позиција што еве сега се надоврзам, кажавте законските, јас ви кажав и политичката волја. На локалната самоуправа, конкретно за град Скопје, колку време зборуваме за комунална полиција? 15 години. Политички гарнитури, структури, централна власт, локална власт се менуваат, никако да го спроведеме. Зошто? Затоа што не може да се погоди тоа и централната и локалната власт да бидат од иста политичка провиденца, да можат да ги договорат вработувањето во таа комунална полиција. А зборуваме за законска измена која што сите знаеме, напишана е од пред 15 години. Еве ако не е 15, 10 сигурно. А што можат Трановски во овој контекст да кажеме градските власти да помогнат од инспекцијски аспект со објектите? Со објектите, значи ке нас е заглавена децентрализацијата. Значи децентрализацијата кон локалните самоуправи ке нас не е заглавена, одавна е напуштена. Тоа е затоа што исто така политички не им одговара на носителот на централна власт да му даде толкав авторитет и автономна мок на друга институција како што е градот Скопје или било која локална самоуправа. Само да се извинам дека јас не се согласувам, не знам во која цел ти беше децентрализацијата, јас за инспекцијски служби сум против децентрализацијата. Не само во инспекцијските служби, ама еве сега на пример никако не сме да се прави децентрализација, бидејќи децентрализацијата може да се случи. Не, вие зборите за овие финансиските инспекции, од трудов. Сите можни инспекции во нашата држава. Ајде сега вака, ајде сега она што го зборев преска дека имате паралел на две институции кои што треба да действуваат или не треба да действуваат. Имате главен државен инспекторат, таму имаш градежни инспектори, дефицит. Сите општини во Скопје треба да имаат во систематизацијата и во законот стои дека треба да имаат градежен инспектор. Знаете колку општини имаат градежен инспектор? Еден градежен инспектор си го позајмуваат по 2-3 општини. А знаеш зошто? Зошто? Бидејќи мала е плата, тој како градежен инспектор може да работи во приватен сектор, кој може 3000 евра да зема плата или 2000 евра да дојде да работи за 800 евра. Ја ве разбирам, тоа е точно се што го кажувате. Ама зашто ми зборуваме за проблеми кои што се минорни или мали, со мала измена во систематизацијата и во законот може да се доделат повеќе средства за тие позиции да стане атрактивно. Не, можеби на некој тие законски измени не се прават затоа што на некого му одговара. Може и техничкиот прием, законот за градба, техничкиот прием на градбите на новите градби, законот е изменет токму ради тој аспект, да не се проверува цела зграда дали има ПП опрема и дали постои лаборат за противпожарна. Доколку навистина тоа така за тоа, ме разбираш. Веројатно некој треба да одговара за тоа. Значи јас и затоа и на почетокот ви кажав, кај нас одредени закони и законски измени се носат во интерес на мали групи кои што имаат сериозен бенефит од тие измени или нови закони. Не се носи за општото добро на граѓаните на државата. Ние не сме толку лошо со законите. Не викам дека сме лоши. Јас мислам дека имаме неодговорни служби и неодговорни овластени лица.
и неатрактивни плати за луѓето кои што ги вршат тие функции. Да не забораваме за вакви случаи се случуваше и Турција, памтиш кога се случуваше? Секаде се случуваше, еве само сите тие луѓе што потпишале отидоа во затвор, ги стави Ердоган во затвор. Јас мислам дека и кога се отвори пандемија година сите треба тие луѓе што се поврзани што потпишале треба да се Дали ќе научиме лекцијата? Ме разбирате што ми е поентата? Јас и вие разговараме за проблеми кои што сме свесни и сме ги воочиле, иако еве вие како инспектор сте дел од одредена институција и јас сум надвор, но сум ги воочил во изминативе 10 години во моето функционирање или комуницирање со тие институции. Зашто мислите дека само ние ги знаеме проблемите или која е бариерата за овие работи да се надминат? И овој град и било која локална самоуправа да има локална полиција, комунална полиција, да може на пример да се грижат за околината, прво да не се загадува, да не ни се ствараат вакви депонии, да не се палат тие зборам од тој начин на инспекциско постапување. Градежните инспектори да се покачи платата во систематизацијата да биде проведена, секоја општина да си има свој инспекциско одделение каде што ќе може да постапува, да констатира прекршоци и ред други работи. Законот за индивидуално домување и за колективно домување уште не е донесен. А тој го чекаат сите општини со нетрпение. Зошто не е донесен? Тотално друга визија за инспекцијските служби. Јас не се согласувам воопшто во, но тоа е се законските рамки, но ние треба да се прилагодиме. Само секунда. Еве една нелогичност, само ако ми дозволите да довршам. Улиците во градот, кој ги прави? Градот Скопје, да. Нормално, од даношните колективни вакво од граѓаните. Сега. Зависи надлежноста на градот или локалната или некоја општина во збориме конкретно еве за Скопје. Ја прави општината или градот со своји средства кои што ги прибира од даночните обврски на граѓаните и правните лица и потоа истата улица се поставува се кој што понесува со улицата. МВР. Така? Санкционира, уклучува семафори. Како тоа градот и граѓаните плаќаат 20 милиони и друга институција на пример после ти постапува и ти управува со тие работи. Не ги знам. Градската, на пример, тоа ви кажам, сегментарно во било кој европски град, во било која држава ќе имате градска полиција, локална, регионална полиција и национална полиција. Ке нас све во една капа во МВР. Зошто? За да може само 10 луѓе да се јавиш да го вработат, да го примат на огласот на конкурс. Јас мислам дека на некои клучни инспекцијски служби во државата во цел период биле една политичка партија. Еве анализирате ги во минатото. Генерално вака. Јас не се согласувам со инспекцијските служби, барем во мојот дел. Пример, тоа електронско инспектор што беше порано. Значи, ти вршиш надзор 15 пати кај еден правен субјект кој е 99% регуларно, а никогаш не одиш кај другите правни субјекти кои па воопшто не се регистрирани и не му вршиш надзор. И сега, ти кога не вршиш надзор и тој не го спроведува законот, тој да не забораваме, тој не ја сака државата. Не сака државата, нити го почитува државата. За дискотеката во Кочани. Затоа ние треба да правиме ребус на акции во ниво на цела држава. Ако треба во било кое мало село треба да се качиш таму и да му покажеш дека постои законот и треба да го почитува. Кај нас ти си ограничен, не можеш кај сакаш ти. Значи, законската рамка тебе те ограничува. Добро, за крај Тарановски, дали ќе ја научиме лекцијата генерално за се ова што зборувавме досега во пракса и дали ќе постои и таа и политичка и општествена волја за подобар систем? Кај нас прво треба општествената одговорност да биде многу поголема. Мене ми е не знам како да се изразам, да кажам, драго што народот веќе почесто и поагресивно и погласно го изразува својот револт. Зошто го кажувам? Затоа што врз основа на тоа реагира и политичката свест и политичките субјекти кај нас во државава. Се надевам дека нема секогаш да лечиме, него ќе научиме дека некои работи мора превентивно да ги спроведуваме. Пред се, еве, зборуваме за законски измени, мислам дека јас и колегата многу работи посочивме каде што ги познаваме дека има проблеми во општеството и во одредени институции. Се надевам дека прво и општеството ќе покрене својата свест, секоја индивидуа и правно лице ќе тргне од самиот себе. Мислам дека така е најдобро секогаш да се спроведува законот и она што е правично во едно општество. А врз основа на тоа мислам дека и политичките субјекти кои што управуваат со институциите ќе мора многу посериозно да се занимаваат со сериозни драконски измени на нашиот систем, кои што прво и
повеќе ќе санкционира, но и ќе превенира одредени работи. Значи пред се превенцијата и контролата, за да не ни се случуваат вакви трагични несреќи, за да губиме луѓе кои што навистина апсолутно се можам да кажам со трагично да цела една иднина на еден град да ни отиде јаба. И јас само на крај сакам да кажам на ова настока дека во минатото кога се донесе закони, пошто јас сум дел од тоа, гледам дека се приклучиле луѓе кои немаат врска со тој дел, со тие закони што треба да се или да ги предлагат измените. Јас се надевам и сум убеден дека ова влада треба да ги зема у предвид најдобрите кои вистина ја знаат таа работа и да ги постават луѓето кои вистински знаат како да се справуваат со тие институции. Во ред, да. Ви благодарам за поканата. Да. Толку и Моје да ви се заблагодарам. Веќе сме на крај на емисијата. Се надевам имавме интересна дебата. Ви благодарам уште еднаш на двајцата. Благодарам. Вам почитувани ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер со програмата на Канал 5.